Кризата со COVID-19 ги исфрли на површина големите проблеми на жените во руралните средини. Доколку ги нема руралните жени, се става во опасност целата заедница во населените места, а последиците се чувствуваат и на национално ниво, велат од ЛАК Агролидер. Со иселувањето се намали и бруто домашниот производ во земјоделството, а се зголеми пак сиромаштијата во руралните средини, објаснуваат од таму. Ние забораваме дека доколку ги нема жените од руралните средини и веќе свесни сме дека со самата миграција веќе се намалува бруто домашниот производ од земјоделство, руралните средини се повеќе се омршуваат. Најголемиот дел на сиромашно население според нашите статистички податоци покажуваат дека се во рурални средини, во семејства кои што не се веќе во земјоделска дејност. Ако не им се даде дополнителна поддршка на жените во руралните средини и од аспект на земјоделие и да почнат во земјоделство, тоа име таму веќе може повеќе да се насочат, немаме можности да отвораме фабрики и да креираме работни места. Тоа е исто проблем. Значи имаме жени во рурални средини кои што се високо образовани, имаат професионално искуство и знаење, меѓутоа не постојат доволно позиции за кои се квалификувани и тие мораат да бараат работа на друго место, наместо останат во средината каде што живеат. Според нив важно е да се направи целосна ревизија на сите законски акти кои ги засегаат жените, но и законите за здравствена и социјална заштита и да им се овозможи помош и поддршка на руралните жени да останат и работат во своите средини, а нивниот труд да биде препознаен и признат. Подсврста соработка, значи не само комуникација, туку навистина соработка и заедничко делување на јавниот и граѓанскиот и приватниот сектор во насока на подобрување на положбата на руралните жени. Како може да се направи нешто? Имаме многу бројни примери за тоа. Имаме земји и во регионот кои што направиле големи исчакори напред, а земји од ЕУ, нели се стремиме кон Европска унија и треба да ги пратиме европските трендови и да не забораваме дека самата резолуција на Европска унија од 2008 гласно потенцира дека треба да се намали родовиот јаз, дискриминацијата и да се подобри на животот на жената на село. Доколку сакаме да бидеме членка на ЕУ кој што се стремиме и сакаме да оваа држава забележи навистина одржлив рурален развој, тогаш треба да се направи преглед на целосната законска регулатива, навистина да се почитуваат мерките кои што се донесени со стратегиите, законот за еднакви можности, стратегијата за родова еднаквост на дискриминација и да се стави поголем акцент на жените во руралните средини. Од ЛАК Агролидер велат дека мерката 115 е еден од начините за поттик на руралните жени. Инаку целта на мерката 115, поддршка за активен женски член во земјоделското семејство, е подобрување на целокупните резултати од работењето на земјоделското стопанство и достигнување повисоки стандарди од минимално утврдените со законите од областа на земјоделството или ново введени стандарди од областа на земјоделството. Максималната вредност на прифатливи трошоци по корисник изнесува до 180.000 денари. Во мај годинава беа доделени 11 од вкупно 250 договори за грант за руралните жени.